Добар ден, почитувани. Во наредните 50 на минути предстои најновата телма амбуланта. Повредите предизвикани од висока температура доведуваат до изгореници на кожата. За проценка на степенот на изгорениците се користи правилото на 9, на што се темели. Дали и мала изгореница може да представува голем проблем? Кај големите изгореници се пристапували секогаш кон оперативно лекување. Во кој случај пресадувањето кожа е решение за затворање на раните. Од што ќе зависи дали ќе се користи кожа од донор или сопствена кожа? Разговараме со виш научен соработник доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Останете на телма. Во денешната телма амбуланта зборуваме за изгорениците и начините на нивниот третман. Гостин во студиото е виш научен соработник доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото. Добро ви најдов. Како настануваат изгорениците? Дали се тие повреда која што е последица секогаш само на висока температура? Вака, изгорениците, кога ќе се спомне самиот збор изгореници, најчесто асоцираат на повреда термичка на кожата и меките структури и најчесто и така. Меѓутоа, изгореници може да настанат, например, од киселина или база или изгореница од радиациона повреда или други хемиски состојки. Меѓутоа, најчести се термичките изгореници, односно изгореници предизвикани од висока температура. И тоа во мирнодопски услови најчесто настанува при пренос на влажна температура врз кожата. Над 45 степени веќе настанува денатурација на протеините во склоп на ткивата и на тој начин и повредите следуваат. Што значи влажна? Најчесто е тоа посипување со врела вода, посипување кафе, например чај, често што се случува, или имерзиона влажна топлина. Сме имале случаи, например, кога не сакајки во казан, например, каде се готви некои зимници и слични ствари, ќе падне делот, например, од рака, од случајно ќе сме имале дури паднато дете внатре во такви ситуации, и тој тип е на имерзиона влажна топлина. Од друга страна се сувити изгореници. Кога настануваат тие настануваат најчесто во ситуации како што се експлозии, кога при тоа настануваат инхалациони повреди, понатаму пожари, кои што може да бидат на отворен или затворен простор и посебно, како што знаеме, во затворен простор исто така е ризикот на пропратни повреди пред се на горните дишни патишта, инхалациони и интоксикации со јаглерод моноксид и други токсични соединенија. Понатаму има изгореници кои што настануваат при контакт со некое грено тело. Неретко ние гледаме кај нас во пракса кога пациенти, например со диабетични стапала, кои имаат нарушен осет за температура на прстите заради нарушена микроциркулација и неуропатија, и тие сакајќи да си ги стоплат нозата, ќе аплицираат некое грејно тело, но вистински не може да оценат колку е тоа врело. И подолготрајна изложеност на таа грејна површина во контакт со кожата доведува до една изгореница за која што пациентот не е ни свесен дека настанала заради отсуството на осетот за топлина. Сега, квалитетот и квантитетот на изгореницата зависи од два моменти. Едниот е колку е таа температура висока. 44 степени најдов дека, доктора, гранично за да настане... Значи, подолго време ќе треба да биде пациентот изложен на таа температура за да настане изгореница. За 60 степени потребно е 3 секунди да настане подлабока изгореница. Вода од кафемат што е над 80 степени, тоа настанува моментално, значи во една секунда. И сега, оно што го почнав да објаснуваме, контактот, времетрајањето на контактот со топлото тело, дали е тоа вода, или топол воздух, или тврдо тело, и времетрајањето на телото при експозиција на таа топлина. Ние на температурата не можеме да влијаеме, но можеме да влијаеме на експозицијата. Така да, тоа е многу битно кога некој ќе се
изгори со нешто, веднаш да прекинеме на експозиција кон тој и веднаш да ладиме. Значи тоа би било една мерка за брза прва помош при изгореница која што може да настане и дома. Ладење на местото од изгорено од топлина со ладна вода. Така, вела дека првата помош е клучна. И тоа би било една прва помош во домашни услови. Покрај условија. ладна вода и ладење. Што може друго да се направи? Понатаму може да се аплицираат ке помали изгореници, преврски на база на масни материи, пред се вазелински гази, вазелин и покривање со една обична стерилна газа до местото каде што таа ќе биде дефинитивно згрижена. Сега во зависност од тежината на изгорениците има неколку типа изгореници од прв, втор, трети, четврт степен. Сега доктор како ти изгледа? Така, тоа е градациски, значи ние ги делиме во однос на интензитет на 4 степени, а во однос на екстензитет мериме колкав процент од телото е изгорено. Така да тие два моменти се многу битни, бидејќи може да има градации и во едната и во другата насока. Во однос на интензитетот имаме 4 степени на изгореници, тоа е една традиционална поделба, прв степен или комбустија еритематозна, кога практично кожата е зацрвената и многу често тоа ние кога идеме на одмор ни се случува нели изгорени од сонцето и тоа всушност е прв степен на изгореница, кога всушност почнуваат некои моменти на деструкција на ткивото, но не до тој степен за да биде тоа да ја нарушува функцијата на кожата. Односно, кај нив, кај првиот степен, освен црвенил, имаме некоја болка, меѓутоа интактост на кожата останува, таа не е пореметена. За разлика од тоа, веќе во секој следен степен таа интактност на кожата е пореметена. Во вториот степен, кој што има две подстепени, 2А и 2Б, епидермално-дермалната граница е веќе нарушена. Тоа е површниот и малце подлабокиот слој од кожата. И овде доаѓа до деструкција на тие протеини што ги спојуваат двете нивоа на кожа и почнуваат да се случуваат биохемиски и клеточни реакции во самата кожа што резултира со појава на меури, со екстравазација, пликови, меури, екстравазација, односно излегување на течност од крвните садови во тој простор, лачање на серумска течност, која што знаеме во секој тој меур или таа була, што ја нарекуваме, постои една серозна течност која што е богата со цитокини и која што дополнително ја влошува ситуацијата и бидејќи е соголена површината на кожата, нервните завршетоци се изложени кон надворешните влијанија, тие вториот степен А посебно се исклучително болни. Значи, освен пликови, постои изразена болност заради таа експозиција на нервните завршетоци кон надворешните влијанија. Веќе третиот, и тоа е степенот 2 или комбустиобулоза, третиот степен е веќе кога почнува да се формираат подлабоки денатурации на ткивата, нервните завршетоци не само што ги нема, тие се уништени, практично они не ни осеќаат болка. Затоа велам, кога некој ќе е изгорен и ако го боли при обработка на рана е добро, бидејќи е поповршна изгореницата. За разлика од тоа, кога нема да те боли, тоа значи дека и нервните завршетоци што се подлабоко се изгорени, оштетени и веќе степенот е подлабок, односно трети степен, и тоа е критичниот степен во третман понатамошен, чие што лекување бара посебна нега, посебно внимание, зошто бидејќи со оштетување на целата дебелина на кожата, со оштетување на други подлабоки структури под самата кожа, всушност ние губиме нејзината функција. И потребно е по екстензивно лекување во смисло хируршка обработка на тие ткива кои што се изумрени, заменување на тие ткива со нови ткива, и секако да не ги заборавиме секвелите од таков тип на изгореници, кои што се посебно битни на функционалните делови од телото, значи зглобови, прсти, раце, лице, каде што тие длабоки лузни всушност можат да го попречуваат и движењето на например на прстите. И тогаш следуваат друг тип на операции, односно операции за третман на секвели од изгореници, што обично се во втор акт, значи после целосно заздравување на кожата, значи на меките структури. Тоа е во однос на интензитетот, во однос на екстензитетот или екстензивноста на изгорениците, овде зборуваме веќе за проценти.
Значи, Сега тука следува на правило на 9-ка. Тоа е Валасовото правило, познато, кое што е така едно по-пластично правило за брза проценка на степенот на изгорена површина. Инаку по-екзактно е, например, на милиметарска хартија да се мерат површините, што нормално во големи повреди тоа е невозможно да се прави, односно во повеќе пациенти доколку се повредени. И ова правило на 9-ки ги дели практично деловите од телото на еден возрастен пациент на 9%. 1%, например, е палмарната страна на дланката и изнесува 1%. Колку проценти, односно колку површина од дланката на истиот тој човек, на истата неговата дланка, завзема од телото, толку е проценти, значи површината. И, например, рацете се 9%, торзото горниот дел 9%, долниот дел на торзото повторно 9%, предна страна 18% на нозе и така натаму, лицето и вратот исто 9%, гениталии 1%. Суштината на ова одредување на екстензивноста на повредите е прво заради класификација на истите, што води кон еден протокол на третман, значи помал процент значи поедноставно лекување кое што може да биде изведено во помала болница, не толку специализирана болница. Кој процент е всушност сериозно проблематичен? До 20% се смета доколку е површно изгорена кожата. Но доколку е трети степен? Доколку е и над 10%, а кожата е длабоко изгорена, односно имаме длабоки изгореници, трети степен или 2Б степен, и посебно доколку се зафатени функционални делови. Значи зборувам овде за лице, по деликатни делови, за шаки, дланки, гениталии. Таков тип на пациенти бараат специализирано лекување, барем универзитетска клиника, како кај нас за пластична хирургија, или центар за изгореници. Меѓутоа, овој процент за деца е понизок. Ако кај возрастен човек 10 до 20% може да се толерира, кај деца со оглед на нивната поголема површина на тело компарирано со волуменот на телото, многу по-драматични работи настануваат и при понизок процент. И сега кога ги градираме во однос на интензивноста и во однос на екстензивноста, следува начинот на нивното лекување. Така. Низ вековите се користеле различни начини, различни мелеми за лекување на изгорениците. Така во древен Египет правеле некакви мелеми со смола и мед. Во Кина користеле, во древна Кина, листови од чаеви. Така. Во Грција, во античка Грција, се користеле некакви препарати правени од свинска маст и оцет. Така. И денеска се уште се користат мелеми кога станува збор за изгореници, но кои што се поумерени, претпоставувам. Дали се тие ефикасни? Ефикасни ли се Многу од нив мелемите? се ефикасни, зашто бидејќи овие традиционални лекарства што всушност го поминале, како да кажам, бремето на времето и се покажале ефикасни, всушност се инкорпорирани во многу модерни мелеми. Се уште постојат мелеми на база на мед. И што е овде суштината? Суштината е да кога имаме ние изгорена кожа, всушност бариерата и функцијата на кожата е пореметена. Интактноста на кожата оневозможува продир на бактерии и она си има одреден одбранбен механизам кој што во случајот на изгореници е пореметен. Целта со нанесување, например, на мед или нанесување на некој друг тип на вакви препарати каде што имаат некои антисептички особини е да не се загади оголеното ткиво со надворешно постоечките бактерии. Бактериите ги има секаде околу нас. И всушност тоа е најголемиот проблем на опсежно изгорените или тешките изгореници. Секундарната колонизација со бактерии. Зошто? Бидејќи ако еден 2 степен се колонизира со бактерии, може да се продлабочи истото. Значи инфекцијата може Самата да искомплицира инфекција ја прави изгореницата поинтензивна. Значи, од еден степен може да прогредира во подлабок степен. Така. Затоа првата проценка на изгореница или на еден изгорен пациент е на нултиот ден, значи на денот кога е изгорен и после 48 и 72 часа. Сите мерки што треба да бидат превземени е да се стерилно преврзат местата што се изгорени, да се превенира појава на инфекција локално и секако да биде надоместено она што е многу битно во првиот ден, губитокот на течност. Една друга функција на кожата е да ја намалува перспирацијата на течноста од самото ткиво. Односно, кога тоа е соголено, самото испарување на вода е поголемо од една страна, а од друга страна цело време се лачи течност, односно се губат флуиди од организмот кој што
Всушност не може да ги надокнади, освен ако не бидат внесени во првиот ден. И ние затоа, при поголеми изгореници, веќе над 10% мора да биде аплицирана таа така наречена флуидотерапија, кога го надоместуваме губитокот на течности. Овде губитокот не е само према надвор, туку заради зголемената пропусливост на крвните садови, излегува и во трет простор, велиме. Значи, ти може да бидат отечени, да изгледаат отечени, како да имаат вишок на вода, а всушност тоа е губиток на течност што треба да е во склоп на крвните садови, таа е изгубена надвор од крвните садови. И он всушност е во еден хиповолемичен шок. Тој шок значи дека нема доволна циркулација за мозокот, нема доволна циркулација за срцето и нема доволна циркулација за бубрезите за да функционира правилно процесот на детоксикација, кој што во овој момент е многу битен. Така да, ние користиме, например, еве за еден просечен тежок пациент од 70 килограми, ако е изгорен, например, 10%, на секој кило телесна тежина и на секој процент изгорена површина даваме 4 мл, например, физиолошки раствор или уште повеќе рингеров лактат, тоа се посебни кристалоидни раствори, или физиолошки раствор го знаеме, овие се со некои друг елементи додадени. Ќе добиеме некаде до 5-6 литри течности што треба да му бидат надокнадени на пациентот во првите 24 часа. И тоа половина од таа вредност во првите 12 или 6 часа. Зошто? За да се одржи циркулаторниот систем активен. Докторе, доколку се работи за тешка изгореница, дали во тој случај оперативната хируршката интервенција е единственото решение, доколку се работи за трети степен на изгореница? Најчесто е тоа така. Како се проценува дали тоа може да се среди на поинаков начин или пак хирургијата ќе биде суштинскиот чекор? Историјата на пластичната хирургија и воопшто на хирургијата кон третманот на изгореници ни покажала два смера на третман. Едниот смер е рана ексцизија на изгорената површина, што бил всушност и во поранешна Југославија инкорпориран во Марибор. И тоа отстранување всушност на целото изгорено ткиво до практично до живо ткиво, до каде што има крварење, но се покажало дека бара многу голем ангажман во смисол на крвозагуба да се надомести, ме разбирате, големи крвни деривати, резерва на крвни деривати. И другиот е да речам, помалку инвазивен пристап, по-конзервативен пристап, во кој што на почеток се прават преврски, се гледа каде е демаркирано ткивото, демаркирано значи ограничено мртво ткиво, па потоа во втор акт тоа се отстранува, се прави некректомија и чекаме услови за да се создаде база на која што ќе трансплантираме кожа. Значи тоа е еден ние тој го користиме најчесто, еден поумерено инвазивен пристап во кој што всушност ние чекаме да се демаркира мртвото ткиво и посебно за поголеми изгореници е битно тоа зашто бидејќи самата операција кај еден тежок изгорен пациент во втор акт, значи првиот акт му бил шок и самата изгореница, втор акт ние му нанесуваме нов шок на организмот, значи гледаме како, кога и како. Колку време треба да поминат повредата? Обично 2 недели чекаме да видиме како тоа ќе се демаркира и како ќе оди. Можеме постепено да отстрануваме дел од тие мртви ткива и постепено да го преврзуваме за да се создадат услови за трансплантација на кожа. Површните изгореници најчесто одат само со класични традиционални преврски или со модерниот тип на преврски во кој што всушност ние го неколку пати во неделата преврзувајќи го пациентот го следиме неговиот развој и развојот на новата кожа. Површните изгореници всушност го оставаат базалниот слој на кожата интактен, дел од него е интактен и всушност базалната мембрана, односно базалниот слој на кожата сама си се регенерира, бидејќи остануваат местимично делови на регенеративен слој од кожа и сама од себе се возобновува. Во третиот слој, односно во третиот градус, таков слој не постои. И затоа мораме да донесеме кожа од друго место, по пат на трансплантација најчесто, или доколку ние продолжиме да преврзуваме, ќе им измигрира кожата од околната страна, каде што не е оштетена и ќе се направи, ние го нарекуваме тоа псеудокожа, кожа која што го нема истиот квалитет како претходна постоечката, која што е многу вулнерабилна, склона на крварење, склона на лесни повреди и секако без осет. Значи, најдобро е тие рани да се затворат со трансплантирана кожа. Сега таа кожа од што зависи дали ќе биде од донор или пак од самиот пациент?
порано се користеле и како донор и анимални Кожа од кожи. животно. Да, ксерографти. Има и вештачка кожа? Има и вештачка кожа која што е присутна на комерцијално се купи, која што е исклучително скапа. Например, американците, бидејќи кај нив циркумцизијата, например, е еден обавезен чин, кожичката кај од малите деца се користи практично за банка за кожни, За кожа. да, за кожна банка, каде што тие се огледуваат и се користат при масивни изгореници, барем како првичен покривач. Зошто велам првичен? Тоа се алографти, односно трансплантати од човек кој што ги нема генетските особини како и пациентот. Алографтот значи дека со тек на време или ќе биде отфрлен или ќе даде некој непосакуван момент. Значи, ова не е трајно решение, И тоа не е трајно трансплантација на кожа од донор. Така, тоа е поентата е да се покријат, како што реков, тие места оголени каде што имаме големо губење на течности, големо губење на значи евапорација на вода. Поентата е да се заштити некако површината на телото на било кој начин. Ние во тој контекст го користиме, например, вазелинските гази, колку толку тие спречуваат евапорација на ткиво. Во градска поранешна болница, например, се користеле амнионски мембрани еден период, како покривач на екстензив. Амнионска мембрана, да, што е тоа? Амнионските мембрани се делови од плацентата кои што нели при породување се изфрлаат исто заедно со новороденчето. Така. И има и тези, магистериуми, докторати на таа тема и порано биле користени. Меѓутоа сега се присутни овој тип на комерцијални вештачки кожи и друг тип на материјали кои што треба да имитираат кожа и се комерцијално достапни и тоа исто како такво решение. Доктора, може ли да биде некој донор на кожа за свој близок? Може, да. И Бидејќи генетски се поблиски? Најидеално е да е што? Монозиготен близнак. И тогаш е идентичен генетскиот материјал и тоа е всушност како на себе да си пресадува кожа. Добро, сериозна ли е таа операција за донирање кожа, доколку некој сака некому значи, да... вака, трансплантацијата на кожа на нашата клиника, например, се работи повеќе од 50 години и таа во светот од почетокот на 19 век установена и е еден од поедноставните начини за реконструкција. Ние во нашиот домен на реконструктивни техники имаме едно скалило за реконструкција и трансплантацијата на кожа ни е некаде на базата. Значи како поедноставен начин. Зошто? Бидејќи е технички изводлива лесно, постојат специјализирани инструменти за тоа, ги нарекуваме дерматоми, постојат рачни дерматоми, порано користени, или сега модерните се електрични дерматоми. Тоа се машини кои што всушност многу мал слој од површината на кожата земаат, од здравиот дел, се калибрираат колку треба да е дебела таа кожа и се пренесуваат после соодветна обработка на делот каде што треба да биде покриен. Од телото може се земе? Кога зборуваме за изгореници, тоа што ни е присутно. Некој дел ќе ни биде изгорен, друг дел ќе ни биде неизгорен. Од таму каде што не е изгорено, се едно од каде. Најчесто користиме делови што се испакнати, каде што полесно може да биде земено, значи над лактица, над коленица, рамена регија, кожа може да биде земена од било каде. Но најчесто бараме регии кои што прво нема да бидат засегнати зглобните површини, значи од овде се избегнува земење, и второ, гледаме да камуфлираме со евентуално настанатата лузна. После зимање на површен слој на кожа, најчесто не настанува лузна. Меѓутоа, ако малку подлабоко влеземе со дерматомот, може да оставиме лузна и од давачката регија. Таа регија велиме донорска или давачка регија. А регијата каде што ќе биде нанесена кожата се нарекува примачка или реципиентна регија. И сега, кожата како калем всушност, од едно на друго место се поставува и се имобилизира, исто како и калем на дрвца, се имобилизира да нема движење, да избегнува пациентот движење на тој дел, се притиснува силно. Зошто? Бидејќи во првите денови таа кожа земена од едно на друго место се исхранува со имбибиција, со серозната течност од
примачкото Се место. уште нема крвни садови. Нема така? крвни садови, така е. Значи, неколку денови до првата недела нема крвни садови и она по пат на осмоза прима хранливи материи. И затоа велиме, колку е потенко земе на кожата, толку полесно и побрзо ќе биде прифатена на давачката, на реципиентската, односно на примачката регија. Така. Колку е подебела кожата, толку потешко таа ќе биде прифатена. После 7-миот ден почнува иноксулација, односно врснување на мали крвни садови по пат на пупење, значи од васкуларното стебло, па инервација. И тоа е процес кој што одзема околу 10 до 14 дена за дефинитивно да таа биде прифатена. Така. Но колку е, спомнав колку е подебела. Од друга страна, колку е подебела па кожата, земено од едно друго место, толку има и подобар квалитет на новото место. Значи, ова е меч со две острици. Така. Потешко ќе заздрави подебело земената кожа, но ќе биде со подобар квалитет. И лузната ќе биде помала, и ќе има повеќе осет, и ќе има подобра текстура како и околната кожа и така. Тоа е една наука за трансплантација на кожа која што ние како млади доктори кога сме почнувале, значи како да ви кажам, прва со неја сме се запознавале како еден од начините за реконструкција. А докторе, доколку некој пациент што чека трансплантација на кожа има 20 или 30% оштетување на кожата, така. Колкав процент од здравата кожа може да се земе при еден акт така. За трансплантација? Во тој случај, трансплантирањето на кожата го разделуваме во неколку етапи. И не можеме да ја соголиме другата половина од телото така. И да направиме секундарна рана, за да ја покриеме примарната рана. Ништо не сме направиле, бидејќи овде имаме рана и овде имаме рана. Идеме сукцесивно. Постојат начини на кои што така земената кожа може да биде експандирана. Што значи тоа? Тоа значи ако земеме 1 метар квадратен кожа, односно карикирам сантиметар квадратен кожа, можеме да експандираме на 4 сантиметри квадрат. Има техники на мешување, се вели. Значи кога кожата ја правиме во вид на мрежа. Значи се вметнува нешто како балон под кожата, не? Не. Значи самата кожа се поминува низ еден апарат која прави како мрежа, како баш така личи на мрежа за ловење риби. Ја истегнува на некаков начин. И всушност што правиме ние со истата големина на со мала површина на кожа добиваме поголема способност да покриеме поголема површина на таа техника и така прифатената кожа само од себе ги попунува дупчињата од таа мрежа со тек на време. Или она што, например, сум го видел пред 15 години во Лајпциг, майк техника, во која што мали коцкички се прават од секоја кожа. Тоа е една деликатна техника на експандирање на кожни графтови, кој што успева да, например, повторно ќе кажам, од мала површина да направиме покривање на поголема површина. Но тоа не го правиме одеднаш. Тоа го правиме сукцесивно, тоа го правиме постепено, да не го штетиме здравјето, односно да не го влошиме пациентот. Бидејќи и тоа е исто операција, и тоа е исто травма за неговото здравје, во моментот треба да бидеме внимателни да не претераме со оштетување на здравата кожа на сметка на покривање на здравата. Значи, најчесто оди постепено. Кога оние што имаат пресадено кожа од донор, по известно време, дали ќе треба да се направи трансплантација со сопствена кожа? Обично е така, бидејќи овие техники се многу добро сега веќе устоличени во нашата пракса, ретко постои трансплантација од донор. Зошто? Бидејќи во првиот акт, кога, например, во некои развиени центри ќе се земе парче кожа, они можат инвитро, значи во лабораториски услови да експандираат таа кожа, да ги умножат кератиноцитите. Да направат од мало парче во лабораторија голема површина од истиот пациент. Значи од кожата на пациентот се земаат клетки од кожата, тие се размножуваат и се формира ново и се формира ново ткиво, односно нов кожен покривач кој што ќе се искористи за истиот пациент. Донорскиот трансплантат главно се користи во првиот акт кога голема површина на пациентот е изгорена и всушност треба да го покриеме пациентот заради тоа губење на течности, заради влез на бактерии, значи едноставно да покриеме со нешто што наликува на таа кожа со цел да не се загади раната и со цел да не се губат течности. Значи тоа е прва помош за тој пациент во тој момент. А потоа таа кожа дел ќе изумре само од себе бидејќи генетски не е иста, а дел ќе има лоши квалитети. Тоа има сврха, односно има цел да го спаси пациентот во моменти кога е критично, бидејќи секоја изгореница на 30% веќе е критична
и животот загрозувачка, посебно ако е со подлабок степен. Кои се најдобри банки за кожа во Европа? Не би можел да ви кажам, пошто ние реално не сме имале таков проблем за да праќаме пациенти за банки на кожни деривати. Иако сега во... Бидејќи ги има овие комерцијалните, значи како Интегра, како мешовиот друг вид. Најчесто сега комерцијалните продукти, односно фирмите, наоѓаат начини како тоа да го пасираат со производство на овој тип на материјали. А докторе, доколку некој има ваква тешка изгореница, на 1% од телото, Така. што се презема? Дали може да се чека таа да помине само од себе, бидејќи Па Марија, ја и ти сме се изгореле као деца, сигурно не носеле. Но еве ако е длабока, да речеме од трети степен. Така, ако е подлабока, во тој случај треба да се однесе на доктор, да се третира истата. И сама 1% е мала површина и сама од себе ќе си заздрави. Луѓето, медицината модерна имаат во последниве 2 века, претходно сами со тие мелеми што ги спомна ги лечеле раните. Процентот е критичен, значи над 20%. Над 20%. Сето ова што го објаснивте, што го пишавте, е кај изгореници кои што се поекстензивни. И на места кои што се деликатни. Значи, рацете ги сметаме за нешто деликатно, и овде длабока изгореница може да направи голем проблем во смисла на функционирање на раката. Бидејќи ги споменав на почеток секвелите. Што настанува кај една длабока изгореница на рак? Настанува лоша лузна, псевдокожа, која што не може да се контрахира, ретрахира, да се движи, нема еластичност и пластичност како нормалната кожа. Секако без сетилни телца, секако без потни жлезди внатре, без аднексите кожни кои што ги има една нормална кожа, без влакна. И таа знае да направи контрактура. Значи... Контрактурата е неспособност да се прави некој вид на движење. Дали е таа флексиона или екстензиона. Значи не може да се користат прстите и дланката. Не може да се користат соодветно. И ние сме виделе значи многу често тоа кај изгорени наши, кога еве имерзионата влажна, која не сакајќи во топла врела вода, ќе настана длабоки изгореница, потоа доаѓаме со други третмани, зет-пластики, трансплантација на целосна дебелина на кожа и третман на тие Како се прави трансплантација на целосна дебелина на кожа? Тоа е практично вадење на парче кожа, како обично шнит, значи еден парт, еден дел, се сошива раната од каде што е земена кожата, кожата се обработува, велиме се обезмастува, бидејќи ние земајќи кожа земаме и дел од подкожното масно ткиво. Тоа не го сакаме. Зошто? За да бидејќи ни спречува побрзо прифаќање на кожата. Се перфорира потоа, тоа зошто го правиме? За да евентуално настаната и од хематом, крварење или серозна течност од базата биде издрениран из тие дупчиња. Ако нема дупчиња, ќе го подигне калемот, кожниот калем, кожниот трансплантат, кожниот графт, тоа е све исто, и нема да биде прифатено. Значи, многу е битно кожата да биде интактна за самата база, за самиот реципиент, да има добра васкуларизација на базата, велиме добра гранулација, велиме добра прокрвареност, да немаме голи коски, голи тетиви, голи структури кои што немаат циркулација само по себе на површината. Значи има неколку критериуми што ние ги запазуваме и ги третираме со цел да кожниот графт биде прифатен, и најсреќни сме кога 100% од графтот ќе биде прифатен. Некогаш дел од тој графт изумира. И потоа повторно ќе се инфицира, ќе се лизира, ќе се подигне, ќе на 18% преживување ние сме најчесто среќни со тој процент, и потоа самата кожа што е прифатена ќе измигрираат кератиноцитите од периферијата и ќе го препокрие и остатокот. Потребна ли е рехабилитација во текот на веднаш после зафатите? Како изгледа тој процес, особено ако се зафатени, да речеме, места каде што има зглобови? Така е, рехабилитацијата е многу битна. Прво заради раздвижување на зглобните површини, заради истегнување на кожата, заради еластичноста на кожата, и второ, некои движења може да бидат тотално невозможни и пациентот низ тие рехабилитациони постапки и физикални терапии всушност учи нови патерни, нови механизми на неурофидбек,
Значи кој дел како, значи овде и неуронската ресинтеза се всушност доаѓа до израз, значи повторно се учат некои нови движења што ние сме ги учеле, нели, нашите движења како деца, како бебиња, но повторно мозокот е многу пластичен орган и може да научи нов тип на движења на сметка на друг тип на движење. Така да тој процес на рехабилитација го потенцира и тој позитивен неурофидбек. Обично колку време е потребно за комплетно опоравување? Тоа е индивидуално, значи кај некои лузните знаете дека ние индивидуално сите различно и реагираме на лузни. Така. Јас имав еден пациент кој ме слуша, ќе го поздравам, значи он направи контрактура на вратот, една изгореница, па морав неколкократно да го експандираме кожа, да добиваме вишок на кожа за да може вратот да биде исправен. Па носеше шанс крвата, односно куловратник кој што ќе му спречува влечењето. И самата кожа која што веќе била изгорена има тенденција да прави контрактури, да влече, да стега, да ги ограничува движењата. И пациентите, бидејќи ги боли во тие моменти, наједноставно им е тоа да го следат како ги тера кожата. А треба напротив, затоа физикалната терапија е битна, да ги раздвижува тие движење, да ја обтегнува кожата. Со хируршките зафати дефинитивно ние гледаме кој дел и како член на Европската асоциација за изгореници ние гледаме во една група од темно обоени, значи пациенти, од црнци пациенти. Они се многу склони на создавање на хипертрофични лузни келоиди. Значи не е само обичната лузна, некои лица реагираат и бурно кон било каква повреда. И тие келоиди и хипертрофични лузни се надвор и од границите на изгореното место. Фаќаат делови, например, на вратот, сега покажувам, пошто во слика ми едно дете од тој тип на повреда, во кој што е многу тешко да се третираат. Не е само веќе изгореницата, туку и реакцијата на телото кон повредата, односно кон изгореницата како повреда. Сме виделе ние келоиди, например, од менѓушка, бокна топче. И сега замислете од голема операција кога ќе се испакне или после операција, најчесто на деколте или значи во овој вратен дел, градниот дел. Горно торзо, точно тоа е предилекционо место. И сега кај потемните луѓе, например, тоа е генетски така си е поизразено. И тој тип на луѓе реагираат побурно со лузна, значи таму колагенот е многу цврст, како концентрични кругови, не е еластичен, не е тип 3, значи друг тип на колагене, нема еластичност и го ограничува всушност функционирањето на самиот пациент. Од друга страна и естетскиот козметски момент кој што ги унаказува во изглед и така натаму. Сме виделе ние всушност најчестите трансплантации на лица дека биле во светот, нели беше популарно едно време да се кажуваат кој прави, значи првиот беше со повреда од пушка, вториот угриз од мечка, третиот беше со масивна изгореница на лицето, каде што имаме контрактури на очите, ектропија, не може да се затвори, деформација на нос, не може да се устата да функционира. Значи тоа се тешки хирургии кои што бараат истреност и секако психолошка поддршка. Тоа е исто многу битно за тој тип на изгореници каде всушност вие сте ограничени и во функционирањето и во социализацијата заради сопствениот изглед. А што може се направи подоцна во однос на естетиката? Многу хирургии. Тие пациенти се подложни на цел живот операција. Брутално е да се каже, меѓутоа тоа е вистината, бидејќи секогаш има нешто што може да се докоригира и секогаш е контрактура се појавила повторно, па се третира и така натаму и така натаму. Значи те на тежок живот имаат, за жал, тој тип на повредени лица. Така. Сложено во секој случај. Сложено, да. Ќе се задржам сега уште малку, но не површински изгореници кои што се многу чести. Ги споменавме мелемите на почеток дека може да се користат, но во делот што вклучува прва помош, понекогаш некој знае да стави, докторе Зелка, кисело млеко, путер, зејтин, компир, што ми текнува во моментот. Да, кисело млеко сме ставале сите кога сме изгореле на плажа. Сода бикарбона, некои масти со витамин Д. Бидејќи ти го D. лади телото, односно ја лади кожата и всушност тој што го кажав, првично ладење на кожата е најдобриот антидот во моментот за топлина. Ладното е антидот за топлото.
така да киселото млеко, пошто е ладно, всушност и делува благопријатно на кожата од една страна, а второ како емулзија. Еден познат лек, например, за изгореници е направен на база на кравјо масло. Зошто е маслото битно? Бидејќи кожата сама по себе е липидна, значи масна е. Тоа е тоа што спречува всушност евапорација на течностите. Испарувањето. Липидниот слој. И маслото, или путерот, го спомна, всушност прави една емулзија на површината да го спречува тоа испарување, но секако овде со додавање на некои антисептици. Порано ние сме користеле кантерион, невен, нели, чувар куќа. И тоа се сите тие нормално народната медицина е всушност воведот во традиционалната медицина. Јас воопшто не ги игнорирам, меѓутоа денес во денешно време имаме многу пософистицирани креми на база на пример на сребросулфодиазин, кој што се користи многу често. Тоа е 1% раствор, односно 1% на маса на сулфодиазин, кој што всушност е масна, е антисептичка и може да се користи значи на поголеми површини, но не долготрајно, зашто бидејќи може да настане интоксикација со сребро. Имаш и една крема, ако не се лажам, со клетки од плацента. Да, и тие. Јекот денес не ја чула, мислам да не испадне рекламирање, меѓутоа од времето, од минатото, најчесто сме мирисале на риба, така. Така да маслото е, поентата на маслото и на мастите е тоа, да направи еден липиден слој кој што ќе ја храни кожата и ќе ја заштитува од надворешен продор на материи и испарување на водата. А смеат ли да се стават средства за дезинфекција кои што содржат алкохол, јод, да се дезинфицира местото? Значи, хидроген, бетадин или јод, повидон јод, се јаки антисептици и тие всушност ги уништуваат не само бактериите и штетните материи, туку и самите епителни клетки. И тоа е една не толку нова студија која што го има покажано тоа и не избегнуваме дезинфекција со тој тип на материјали. Односно, повидонот и хидрогенот се штетни за епителизацијата. Го уништува новосоздадениот епител или го инхибира неговиот раст. Најчесто употребуваме друг тип на дезинфициенси, алкохол не, зошто? Бидејќи тој дополнително прави сушење на ткивото. Алкохолот сам по себе е силен хидрофилен материјал кој што го суши ткивото, го дополнително ќе извлече течноста, така да најчесто користиме друг тип на дезинфициенси. После што нанесуваме антисептичка газа, една тлачна преврска или испирање само со физиолошки раствор, па вазелинската газа која што има најчесто некој антисептик во себе. Антисептикот спречува колонизација на бактерии, од озгора ставаме хидрофилна газа, вата, која што има поента да ја абсорбира излачената течност од повреденото ткиво и на крај заве. Зборувам за една и редовни преврски потоа. Така и после на неколку дена и потоа ќе видите самата вазелинска газа сама ќе се одлепува, како се создава епител, така она сама ќе се одлепува од себе. А докторе, доколку се создадат пликови, дали смееме или дали е пожелно тие да бидат пробиени, пробушени? Па најдобро е да големите да бидат пробушени, зошто? Бидејќи таа серумска течност содржи многу цитокини. Цитокините се проинфламаторни соединенија кои што ги лачи практично самиот организам со цел да навлече одбранбени клетки овде на лице место, така да со нивно истиснување, всушност ние тој процес го намалуваме, локалната инфламација намалуваме, но подобро е да остане таа кожа како примарна заштита, евентуално до преврската, па потоа да се стави вазелинска газа. Ако пликот пукне само од себе? Ако пукне, окей. Таа кожна, всушност тоа е изумрена кожа која што треба евентуално да биде отстранета за да не насели бактерии, да не биде место за приемчивост на бактерии. Но како прва помош и како прв момент е добро да биде само пукната, да не се изљуштува, зашто бидејќи веднаш експонираме на надворешни влијанија и второ, веднаш тоа место станува многу болно. Вака имаме една псевдопокривка, иако мртва, барем до моментот кога ќе отидете на хирург или на доктор да биде направена соодветна во стерилни услови преврска. И доколку пациентот појде на хирург и пластичниот хирург советува да се направи хируршка интервенција,
да нема двојби, претпоставам, бидејќи некој велат ајде да видам, можеби ќе помине само од себе. Зависи од степенот, ви кажав и претходно, значи зависи од градусот, односно интензитетот на самата изгореница, така и советуваме хирургија од старт, не ја советуваме во почетокот, Така, во на првиот почеток. момент. Но доколку дојде до момент да треба хирургија, Тогаш е потребно. постои шанса сепак само од себе тоа да се повлече? Ако не се примени хирургијата или Може да се ризикот помали е... изгореници. Знаете, телото е создадено само да се обновува. Така. Кожата е еден од ретките што е органи што е способна да се регенерира. Она е способна за регенерација, меѓутоа процесот на регенерирање, процесот на демаркирање, велам, на тоа ткиво што е изумрено, да се исфрли е долготраен. Всушност хирургијата овде помага да се убрза процесот и да биде со помали последици, односно помало да биде лузната, помалце да биде преметрењето на лекувањето, помалце да биде инвалидноста на пациентот и другите социјални моменти, тоа целата поента. Зборувам за мали изгореници. Значи малите изгореници само по себе може да си се обноват. Така, но кај големите веќе Кај големите појаснивте. недвојбено дека сами пациентите се критични, тоа се критични пациенти. Изгорени, хиповолемични, често со конкомитантни повреди, еве како инхалација на тешки метали, на загаден воздух со тешки метали понекогаш внатре, со оштетување на корнеот, од очите. Значи, пропратни, неретко има и пропратни повреди, скршени коски при тие, Така, значи е потребна и една обсервација и сериозни прегледи и пред пациентот да биде да му се направи трансплантација на кожа. Не секогаш може. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам и вас, се надевам дека објаснивме околу изгореници колку што е возможно. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска ја следеа последната Телма амбуланта, односно најновата Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието и пријатно.